Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, Христос се роди. Добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Пероска во ова издание. Со измени во кривичниот законник СДСМ и ДУИ создадоа можност за собствена амнестија. Правосудството е контаминирано од мал дел партиски послушници на претходната власт, вели премиерот Христијан Мицковски. Филипче нема да оди на лидерска средба со Мицковски, техничката влада мора да остане. Сами можеме да ја укинеме техничката влада, но сакаме инклузивен процес. Доскоро СДСМ бараше лидерска средба, а сега Филипче ја одбива, вели Мицковски. 16 годишно девојче тероризирано со месеци, злоупотребена и уценета од најмалку 17 лица. Лажно издавала станови што не постојат. Уапсена 23 годишна скопјанка, расчистени 12 измами. Болницата во Козле полна со грипозни деца, неколку деца се и на кислородна поддршка. Газдата на Дурмо Турс конечно се јави во затворот Идризово. По 4 одлагања и 2 операции сам се пријавил во Идризово. Зошто македонските риболовци плаќаат најскапи дозволи во регионот? Високите цени го зголемуваат нелегалниот риболов. А емисијата ќе ја започнеме со музичка номера која е соодветна за овие денови. Витлеемска ѕвезда е новата песна на авторот од Тетово Боби Јоргушевски и текстописецот Милена Илиевска. Изведуваат детскиот хор Лале, а наратор е Адријана Арсова. Солист Павел Ѓорѓиевски. Авторот на музичката номера испраќа голема благодарност до музејот на Тетовски крај Тетово и вели: традиционалните семејни и културни вредности се белек на нашиот народ. Децата како највозвишено нешто се иднина на секоја генерација, воспитувани на вистински начин. Правете ја државата горда, почитувана, сакана, своја. Христос се роди. Ноктивка. Над пасиште едно се собрале овчари до оганот мал. Шепота тивко, старите пророштва го чекаат нивниот ветен крал. Во Витлеем далечен, во пештера мала, се роди бебенце со прекрасни очи. Мајка го гушка со приспивна песна, на светот мир и љубов му точи. Запејте ангели, звонете камбани, денес е прекрасен ден. Војски небесни ликувај вселено, на Христос е роден ден. Војски небесни ликувај вселено, отвори небото во таа ног темна. Се слушна ангелска силна песна над пештера каде кралот се роди. Една ѕвезда најсветло блесна. Овчарите дојдоа, гледаат чудо. Бебенце мало по јаслите спие. Ѕвездата стража
на пештера чува, која ли тајна таа ја крие? Запејте ангели, звонете камбани, денес е прекрасен ден. Војски небесни, ликувај вселено, на Христос е роден ден. Војски небесни, ликувај вселено, Божиќе ден. На Христос роден ден. На светот мир денес се дарува, срцата се полни со љубов ко гнезда. Излегувам надвор и зинувам в чудо, од небото ми намигнува Витлеемска звезда. Христос се роди, на вистина се роди. Христос се роди, на вистина се роди. Христос се роди, на вистина се роди. Ангели, звонете камбани, денес е прекрасен ден. Војски небесни, ликувај вселено, на Христос е роден ден. Војски небесни, ликувај вселено, Божиќе ден. На Христос роден ден. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Прелетай соколе над сите планини, појди до Македонија. Слези долу до извори, слушни мајка што ке прозбори. Слези долу до извори, слушни мајка што ке прозбори. Стара ти мајчица, вода поле
izgore, niz sozi toa go prozbore. Прелетай соколе над сите планини, да видиш дали ме чека. Наслушни мајка што вели за мене, што ќе прозбори. Слушни мајка што вели за мене, што ќе прозбори. Стара ти мајчица лице ми еше, солзи од лице пиеше. Остана, јас само тоа го наслушна, јас само тоа го наслушна. Правосудниот систем во земјава во одреден дел е контаминиран од страна на поранешната влада на СДСМ и ДУИ, особено во делот на измените на кривичниот законник, оцени премиерот Христијан Мицковски во интервју за телевизија Алфа. Според него, некои лица од претходната власт можат да се повикуваат на поповолни закони, што како што вели е најголем проблем затоа што создале правна основа за сопствена амнестија. Генерално луѓето во правосудството се честни луѓе. Има еден мал дел кој што е контаминиран и кој што за жал го контаминира целиот систем. Тоа се најчесто партиски послушници кои се рецидив на поранешната влада на СДСМ и ДУИ и кои што жестоко се борат за тие кои што ги поддржале да добијат некаква бенефиција, позиција или нешто друго, вели Христијан Мицковски. Според него, постојат два клучни моменти кои што влијаеле на распадот на владата, од кој првиот е изборот на судиите во парламентот во периодот кога ВМРО-ДПМН била во опозиција, а вториот е измените на кривичниот закон што ги донеле владата на СДСМ и ДУИ. Владата на СДСМ и ДУИ пред одење практично ги донесе измените во кривичниот законник и кога избрише еден добар дел од членот 353, тој фамозен член поради две причини. Првата е за да се амнестираат себе си и втората причина е на тој начин мислеа дека ќе го амнестираат некого кој што ќе може во тоа време да нанесе штета на тогаш најсилната опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Успеаја во првиот дел од својата намера, во вториот дел не успеаја. ВМРО-ДПМН денес е поголемо од сите политички партии заедно, вели премиерот Мицковски. Тој истакна дека сите од претходната влада на СДСМ и ДУИ секогаш ќе се повикуваат на поповолниот закон. За нив поповолен закон е оној моменталниот, сега, кај што е избришан членот 353 став 5, кога други делови од кривичниот законник се избришани. Секогаш ќе се повикуваат на тоа, без разлика ние од сега натаму каков закон ќе донесеме и од сега натаму какви измени ќе направиме. Сите од претходната влада кои ќе дојдат на судско рочиште ќе речат јас се повикувам на законот кој што беше од тогаш до тогаш, бидејќи тоа е во тоа време. И тоа е најголемиот проблем, посочува Мицковски.
умре. Сакам свирачи, 300 да ми свират, 300 девојки оро да ми играт, а јас најпрва оро да си красам, така на тебе сакам да ти вратам. Мене девери 300 да ме волат, 300 кунови в црква да ме венчат, а тој најбогат прстен да ми дари. Така бидува кога еден мами, а тој најбогат прстен да ми дари. Така бидува кога еден мами. Ај, дај, силно по силно свиете ми труби, штом тој не сака друг нека ме люби. Ај, дај, силно по силно кога ќе ми тргне оро свадбено од мака нека умре. Председателот на СДСМ Венко Филипче ќе одбие поканата од премиерот Христијан Мицкоски за лидерска средба, на која би се разговарало за повеќе клучни прашања, меѓу кои за измените на изборниот законник, изборот на народниот правобранител и за предлогот да се укине техничката влада. Средба со криминалци нема да има, нема средба за техничка влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара алиби за распишување на предвремени избори. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говоревме повеќе од 2 месеци. Предвремени избори па мигранти за пари. Нема пари во буџетот, власта се брза да превземе мигранти, да земе кредит 6 милиарди евра плюс 20.000 фунти по мигрант, како што пренесоа британските медиуми. Мицкоски, тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат изборите сами, кога веќе се имаат испланирано. СДСМ нема да биде покритие за ова сценарио, рече Филипче. Техничката влада мора да остане, додаде тој. Власта узурпираше се, ги стави канџите во правосудството, презема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската унија. Тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа дополнително ја загуши демократијата и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. Да не бе овие чекори, можеби можеше да се разговара, но ова е класична мафија, рече Филипче. Се потврди и поврзаноста и со СНС и со Србија,
Како што е можно во рок од само 1 час по изјавата на Вучиќ во Србија, Мицкоски да ги споменува изборите, додаде председателот на СДСМ. Акцијата на САД, Законот за Западен Балкан, каде фокус е борбата против криминалот и корупцијата, ги забрзаа работите. Зошто постои потреба токму на најголемиот празник на Божиќ да се пласираат такви политички вести? Очигледно е дека се разоткриени пред целиот свет. Постојат најави за црни листи, за санкции на политичари од целиот регион, кои што ќе бидат објавени овој или наредниот месец. Мицкоски повикува на средба, а до вчера не обвинуваа секој ден. Бараа да се заминам од СДСМ, измислуваа замене приказни. Дубај, Харис Джиновиќ, Сент Мориц. Секој ден лажни вести навреди додека со службите ме следат. Дури во СДСМ од натре се обидоа да ја рушат партијата. И сега средба? Па дали мислат дека и јас и СДСМ сме наивни? Средба нема, техничката влада останува, рече Филипче. На новинарски прашања дали СДСМ ќе учествува на евентуални предвремени парламентарни избори, одговори потврдно. Ako me sakaš, sakaj me, za navek zemi me. Nema da žalam, nema da grešam, za tebe dušu imam se. Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Čovek vidi, otvori duša, jaz ke te poslušam. Tajno moja, želbo moja, celiot život da go podaram. Malko ke bide, sada ti kažam, koliko mi značiš, bez tebe ne možam. Malko ke bide, sada ti kažam, koliko mi značiš, bez tebe ne možam. Ako me sakaš, sakaj me, za navek zemi me. Nema da žalam, nema da grešam, za tebe dušu imam se. Ako me sakaš, sakaj me, zemi duša, zemi se. Čovek bi
Мислев дека ќе покажеме зрелост, широчина и на тој начин како политички чинители да се обединиме. Оние партии кои имаме пратенички групи во собранието, рече премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање да го коментира ставот на председателот на СДСМ Венко Филипче, кој рече дека нема да оди на лидерската средба и дека партијата сака да остане техничката влада. Тема на лидерската средба не беше само законот за влада. Ако ние се однесуваме неодговорно како што се однесува тој и генерално опозицијата, нам не ни е потребна лидерска средба. Ние со 61 глас можеме да го смениме законот за влада и да избришеме техничката влада. Не ни е потребно мислењето на опозицијата, но сакавме процесот да биде инклузивен и покрај тоа што имаме огромно мнозинство градоначалници, речиси двотретинско мнозинство во парламентот, така што ако сакавме да се однесуваме незрело и неодговорно како што се однесуваат тие, можевме и без лидерска средба, рече Мицкоски. Сакавме да поразговараме и за реформските закони, кои исто така треба да се донесат во парламентот, додаде Мицкоски. Да разговараме за изборниот законник, законот за јавното обвинителство и за другите реформски закони од правосудството, како законот за јавно обвинителска и судска служба, за законот за советот на јавни обвинители. Сакавме да разговараме и за народниот правобранител. Има многу закони кои ценев дека треба да се донесат во инклузивен процес, рече Мицкоски. Ќе повторам, додаде тој, нам апсолутното мнозинство ни овозможува тоа да го направиме и без консултации. Имаме неодговорна, неконструктивна опозиција, безидејна, која се служи со вакви квалификации какви што слушнавме од Филипче. Ваквиот тип однесување во јавноста е составен дел од неговиот менаџерски договор што го потпишал со СДСМ, па предпоставувам дел од обврските од тој договор се ваквите коментари за владата и одбивањето на ваквите средби, но тоа е негов избор, рече премиерот. Тој додаде дека формално ќе бидат доставени поканите за средбата, која е планирана да се одржи на 14 јануари во клубот на пратеници. Збунувачки се пораките од опозицијата, доскоро тие бараа лидерска средба, велат дека се за интегрирање во ЕУ, зборуваме за реформските закони, а тие бегаат од средбата. Навистина збунувачко и нејасно однесување, но тоа е што е. Ние ќе работиме во интерес на граѓаните, ќе градиме, ќе сториме се што е во наша моќ да ги придвижиме процесите напред, а тие одбрале да тонат во своето политичко опозицијско мочуриште, рече Христијан Мицкоски. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja daubavina, kako miris na gorod cvet mene ne opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreke.
За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Газдата на Durmo Tours, Durmiš Beluli, конечно се пријавил во затворот Идризово за да ја ослужи 10-годишната казна затвор за сообраќајната несреќа кај Ласкарци, во која загинаа 16 патници, а повеќе од 30 беа повредени. Веста ја потврдил директорот на установата Зоран Јовановски, кој изјавил дека Белули е примен и сместен според стандардна процедура. По серија одлагања, најчесто оправдани со медицински причини, Белули во декември 2025 конечно се појавил во затвор. На 1 декември имал уште едно одложување поради втора операција на тестис, а претходно во октомври тврдал дека се оперирал од кила. Судијата тогаш лично разговарал со хирургот во Тетовската болница, кој го потврдил специјалистичкото мислење дека операцијата е неопходна. Неговиот соработник Ремзи Мифтари, одговорен за возниот парк на Durmo Tours, исчезна на крајот на ноември 2025 и по него е распишана потерница. И двајцата добија правосилни пресуди на 9 мај 2025 година, кога апелациониот суд во Скопје им ги зголеми казните на Белули од 4 на 10, а на Мифтари од 6 на 10 години затвор. Трагедијата кај Ласкарци останува една од најтешките сообраќајни несреќи во поновата македонска историја, со длабоки последици за семејствата на загинатите и прашања за безбедноста на јавниот превоз. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, мало заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, мало заигрува. Свири гајдаци, дур не
знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците, да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, дур нераздени, свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири гајдачи, дур нераздени, свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
sunca što mi stopljuva. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата љубавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква. Љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата љубавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква. Љубов голема со таква. Љубов голема. Министерството за внатрешни работи расчистило вкупно 12 случаи на измама поврзано со лажно издавање станови под кирија, при што од слобода е лишена 23 годишна жителка од Скопје. Станува збор за А.Ј, која според полицијата со ист начин на дејствување оштетила или се обидела да измами повеќе лица во неколку градови низ државата. По низиното приведување, криминалистичката полиција успеала да расветли уште 8 дополнителни случаи на измама. Измамите биле извршени на подрачјето на Куманово и Штип по еден случај, како и по 3 случаи во Струмица и Велес, а сите биле поврзани со наводно издавање станови под наем. Осумничената била приведена на 7 јануари во Скопје по претходна пријава од жител од Тетово, кој пријавил дека таа се обидела да го измами, нудејќи му стан под кирија, што всушност не постоел.
По завршувањето на полициската постапка и превземените мерки, АЈ врз основа на претходно донесено решение е спроведена во казнено-поправната установа Идризово, каде ќе издржува затворска казна од 6 месеци. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по целосно документирање на случаите против неа ќе бидат поднесени соодветни пријави за вкупно 7 кривични дела измама, 1 кривично дело измама во обид, како и 4 кривични дела измама по приватна тужба. Полицијата апелира до граѓаните да бидат внимателни при изнајмување недвижности и да не уплаќаат пари без претходна проверка на сопственоста и идентитетот на лицето кое нуди стан под кирија. Насред село големо, извор вода студена, до водата студена, прават свадба голема. Еве ја невестата, орото го заигра. Жител на Дебар го загуби животот откако паднал од стамбена зграда во изградба на која извршувал работни задачи. Мажот се здобил со тешки телесни повреди и починал на пат кон општата болница со проширена дејност во Дебар. Како што информира Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, околу 11 часот и 35 минути, Оделението за внатрешни работи Дебар добило пријава од идната медицинска помош дека на пат кон болницата
починал 40-годишникот Дебар. Според пријавеното, несреќата се случила на 7 јануари околу 11 часот и 15 минути, кога лицето паднало од зграда во изградба. Поради здобиените тешки повреди, починал за време на транспортот кон болницата, изјави Димовски. На местото на несреќата излегле јавен обвинител и трудов инспектор, а увид извршила екипа од ОВР Дебар. Причините за несреќата дополнително се утврдуваат. Според неофицијални информации од жители на Дебар, станува збор за нивен сограѓанин кој работел на поставување врати и прозорци на објектот. Тие го опишуваат како вреден и посветен човек. 77 годишна жена од Штип пријавила во полиција дека била жртва на тешка измама, откако лице што се представило како лекар изело 700.000 денари под изговор дека се потребни за итна операција. Како што информираат од СВР Штип, пријавата била поднесена на 7 јануари 2026 година во 16:30 часот. Според кажаното од оштетената, во текот на денот и се јавило лице кое се представило како доктор и соопштило дека нејзината сестра се наоѓа во болница со скршеница на ногата и дека е неопходна операција со вградување шипки. Лицето побарало пари за наводниот зафат, а жената, верувајќи во приказната, во неколку наврати ги однела парите на претходно договорено место. Измамата била откриена дури подоцна кога во домот на жената дошла нејзината внука и заедно ја контактирале сестрата, при што станало јасно дека таа воопшто не била во болница и дека станува збор за измама. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот.
Iskrena ljubav, iskrena ljubav. Рекреативните риболовци од цела Македонија покрена иницијатива и онлайн петиција со која бараат итно да се приспита законот за рибарство и аквакултура. Главната причина за незадоволството се високите цени на дозволите, кои го рангираат рекреативниот риболов во Македонија како најскап на целиот Балкан. Сдруженијето на риболовци, спортски клуб Рибарски приказни од Скопје, поддржано од повеќе од 1260 потписници на онлайн петиција, алармира за неодржливата состојба со рекреативниот риболов во државата. Додека во соседните земји риболовот се поттикнува како здрава навика и екотуризам, во Македонија тој станува недостапен за обичниот граѓанин. Според податоците собрани од риболовната заедница, македонскиот риболовец плаќа драстично повеќе од своите колеги во регионот. Кој колку плаќа за риболов во регионот? Македонија 9000 денари, рекорд на Балканот. Србија 4600 денари, двојно поевтино. Хрватска од 3700 до 6000 денари, поевтино дури и во Европската Унија. Албанија 1800 денари, а Бугарија 1500 денари, што е за 6 пати поевтино од Македонија. Што бараат риболовците? Преку оваа петиција, упатена до Собранието на Република Македонија и до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се бара намалување на цените и нивно усогласување со економскиот стандард и регионот, важност на дозволите од 365 дена наместо тековниот систем до крајот на календарската година и посебни повластици за младите и за пензионерите. Риболовците бараат да знаат каде завршуваат нивните пари, со оглед на тоа што многу води се преловени, узурпирани со мрежи и без соодветна чуварска служба. Тие предупредуваат дека високите цени го зголемуваат нелегалниот риболов и го уништуваат екотуристичкиот потенцијал на земјата. Најавуваат дека нема да застанат со петицијата и бараат итна средба со надлежните институции. Од Рибарски приказни најавуваат дека доколку надлежните не покажат слух за овие барања, иницијативата ќе се прошири со поддршка од сите риболовни здруженија во државата и масовни протести. Leno mori leno ga leno 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 pile šareno leno mori leno ga leno 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 pile medeno. Leno pile
teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša boli sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno ti leša, reno, leno mori, leno ga, leno, leno, leno ti le medeno. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. 16-годишно девојче од село во општина Липково со месеци било жртва на сексуална злоупотреба, закани и уцени од поголема група лица, пренесува телевизијата Алсат. Според информациите на медиумот, злоупотребата започнала уште во јуни минатата година, а осомничените, користејќи се со интимни видеа и фотографии, го принудувале девојчето да им дава пари и да извршува сексуални услуги. Случајот излегол на виделина во неформални околности, пошто семејството на малолетничката поднело пријава до надлежните институции. Според неофицијални информации, пријавата ја поднел таткото на девојчето, откако дознал за траумата низ која поминувала неговата ќерка. Полицијата досега привела едно лице, а истрагата се проширува. Станува збор за 31 годишен жител на село Слупчане, кој е уапсен на 2 јануари во Куманово. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека осумничениот и се заканувал на малолетничката дека ќе објави експлицитни фотографии доколку не му даде пари. Се постапува по пријавата за упатени закани и уцена кон малолетно лице со цел стекнување противправна имотна корист, велат од Министерството за внатрешни работи. Според досегашните сознанија, во случајот се офатени најмалку 17 лица, а надлежните најавуваат дополнителни приведувања. Се работи за сериозни кривични дела за кои законот предвидува затворска казна до 10 години, а во случаи кога делото е сторено од група, казните се значително повисоки. Истрагата е во тек, а институциите најавуваат дека ќе се постапува решително со цел целосно расчистување на случајот и заштита на жртвата.
sine po nojke, cela noć majka ne spije, tebe čeka da dojdeš, cela noć majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Majka sina prašuva, kade sine po nojke, nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš, nešto kriješ, takovaš, srce ne si otvoraš. Skršeno, mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaješ, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja. Majka i ne jadava, siroma sum zaneja. Srce ti je planina, duša porta crkovna, se koji brat veštom vleze, da mu ljubov te najde. Nemoj sine, ne znaja, ti si mi najbogato, srce ti je planina, duša porta crkovna, se koji brat veštom vleze, da mu ljubov te najde. More sinko bre. Во Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата Козле на дневно ниво амбулантски се прегледуваат и до 250 пациенти, а хоспитализирани се околу 90 деца, со што болничкиот капацитет е речиси комплетно исполнет. Хоспитализирани се пациенти со компликации од грип, дехидратација, пневмонии и бронхообструкции. Неколку деца се и на кислородна поддршка со маска, а останатите се стабилни. Има хоспитализирани и доенчиња со РСВ бронхиолии, изјави за МИА директорката на клиниката професор доктор Катерина Бошковска. Според неа, изминатата недела грипот го достигнал својот пик, а за ваквата состојба придонеле и новогодишните и божичните празници, кога имало интензивни дружења, представи и приредби за деца во затворен простор. Симптомите на грипот почнуваат обично нагло со зголемена телесна температура, болка во грлото, болка во мускулите и зглобовите, носна секреција и сува кашлица. Препорака за родителите во овој период е да избегнуваат собири во затворени простори, да се одржува лична хигиена со често миење на рацете, да се прави дезинфекција на површините, во исхраната да има свежо овошје и зеленчук и да се престојува на чист воздух.
При појава на симптоми на грип, децата да не се носат во градинка, да се изолираат, да се одржува добра хидратација со зголемен внес на течности, да се додаваат лекови за покачена температура и разладување. Ако симптомите траат повеќе од 3 до 4 дена или прогресираат со појава на интензивна кашлица, забрзано или отежнато дишење, да се побара лекарска помош на матичен лекар или во дежурните педиатриски пунктови, а доколку состојбата е сериозна и потребно е болничко лекување, секако да се упатат во нашата установа Козле, додаде професор доктор Бошковска.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. За крај, во катчето за младите, приказната Девојчето со златни стапалки. Ви посакувам пријатен ден. Си биле кај што си биле еден цар и царица. Царот многу години немал деца. Царицата се молела, колела и на Господ му велела: ако имам деца, првото ќе ти го дадам со аманет. Господ сполај му слушнал како се молела жената. Еднаш жената му рекла на мажот: појди негде, мажу, белки ќе најдеш чаре за да имаме деца. И овој тргна. Зел со себе се што треба. Шатор, ова, она, и тргнал од град во град. И стасал кај некој чаир и седнал. Господ сполај му дошол таму и му рекол: каде си тргнал, синко? Ами тргнав, рекол мажот, се што знае земјата и Господ нека знае, да барам чаре за да имаме деца со жената. Врати се дома, му рекол Господ, и ќе имаш деца. И мажот се вратил дома, а жената набрзо затруднела. По некое време родила чупе. Пораснало чупето, стасало на 7 години. Почнало на школу да оди. Но она што на Господа му е ветено, мора да му се даде. А Господ му рекол на чупето: слушај, чупе, да и кажеш на мајката и дека она што ми го вети како аманет, нека ми го даде. Чупето си отишло дома, но заборавило да и каже на мајка си. Утредента Господ пак му го рекол истото на чупето, а тоа пак заборавило дома да каже. Третиот ден Господ му рекол: еве ти едно јаболко. Кога ќе го јадеш јаболкото, ќе ти текне што да и кажеш на мајка ти. Го зело чупето јаболкото и си отишло дома. Го извадила јаболкото да го јаде и се сетило: мајко, знаеш што? Што е, чедо? Еден човек ме среќава 3 дена и ми вели аманетот да си го дадеш. Што аманет е тоа? Не знам, рекла мајката и почнала да плаче. Се расплакало и чупето, а плачел и таткото. Утредента го подготвила чупето за на школу и му рекла: слушај ваму, кога ќе го сретнеш човекот, речи му дека мајка ми ти го дава аманетот. Така ќе му речеш и ништо друго. Тргнало тоа на школу и го сретнала човекот. Што ти рече мајка ти? Ја праша. Мајка ми вели дека ти го дава аманетот. Тогаш Господ и рекол: ајде со мене. Каде ќе ме носиш? Таму кај што само Господ носи. А Господ си мислил вака: оваа жена и овој човек со сета душа го даваат аманетот, ама ние нема да му го земеме, туку ќе го вратиме. Оти едно дете име. Но мора на чупето да му дадеме нешто. Кај Господа го благословувале. Една рекла: да знае, да учи и да биде умно. Друга вели: ако е умно, ама да биде и убаво. Првата пак рекла: нека е умно и убаво, ама и да ги слуша родителите. А третата рекла: кај што ќе оди, се златни стапалки да остава и богато да биде. И потоа го вратиле назад. И чупето пак си пошло на школо, а оттаму дома. А мајка му кога го видела, од радост почнала да плаче и да го гушка. Се врати дома, чедо. Се вратив, мајко. Да знаеш на какво филен место сум била. Вака и вака ми рекоа. И се и раскажала на мајка си. А мајка му не можела да се изначуди. А и сите што го виделе се чуделе зашто она му кај што ќе поминело, златни стапалки по него останувале. И чупето стана мома, лична и убава, а и богата. За татка си и мајка си голем сарај направи и многу ги гледаше. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.